Во просториите на општина Кичево се одржа редовна седница на регионалниот штаб при Центарот за управување со кризи во Кичево, на која присуствуваа представници на сите релевантни институции. Во фокусот на состанокот беа анализите на пожарите од минатата година, извлечените поуки, како и подготовките за престојната сезона, со посебно значење на превентивните мерки, координацијата и подготвеноста на институциите за справување со пожари на отворен простор. Надлежните ја истакнаа важноста од меѓуинституционалната соработка и почитувањето на стандардните процедури, со цел поефикасна реакција и спречување на појави на пожари. За мене е многу важен состанок, затоа што јас секогаш сум за тоа, за превенција, значи да зборуваме за превенција, а не да зборуваме за нешто што би се случило или како што велат подобро спречи, отколку да лечиш. Така да за овој состанок ние се подготвивме и општината и дирекцијата за заштита и спасување заедно со нас се подготвивме да бидеме сите тука, за да можеме да презентираме сите своите планови, програми, секој својот дел да го образложи, за да можеме да понатаму да соработуваме, да комуницираме и најважно од се е координацијата. Локалната самоуправа Кичево има изработено проценка на загрозеност, врз основа на кој е изработен и план за заштита и спасување, од кој план задолжени сме да изработуваме годишни програми во делот на заштитата и спасувањето. Таква програма, значи заштита и спасување за ревитализација после елиминирање на криза, Советот на општина Кичево има донесено. Ова година, значи, има донесено и посебна програма за активности на општината во делот на заштитата од пожари. Во врска со ова, нас не е најголем проблемите што ги наследивме во врска со техничката спремност на противпожарната единица. Имаме многу камиони што се во дефект, што од 6 камиони што ги имавме, 3 беа во дефект. Тука не излезе општината во пресред, 2 се веќе ставени во функција. Обезбедивме противпожарни одела интервентни за пожарникарите. Сакам да кажам дека прв пат откако е формирана единицата, со сопствени средства општината обезбедува интервентни одела. Во врска со шумските пожари, најпрво би истакнал дека најбитна е превентивата. Моментално, претходните неколку месеци имавме неколку пожари кои што настанаа од палење на станишта. Стаништата се, мисла, тука би апелирал и до МВР, се познати и собствениците на стаништата. Пак би апелирал, најбитно е овај период да со МВР имаме контакти од каде потекнува пожарот и некој да биде за тоа казнет. Мора да биде некој казнет за другите да знаат дека санкционират, дека другите луѓе им следува истиот начин, истите проблеми че ги има на тоа. И преземаме сите мерки, значи ние сме на терен, нон-стоп сме на терен, меѓутоа овие палење на станишта, значи се во најпретежно на повисоките. Приватен имот, значи на секој приватен имот донесовме заклучок, значи да се вика собствениците, да се разговара зошто е палено, да се поднесе соодветна пријава тоа што го барате и тоа веќе поштавме да го практикуваме и се. Вие знаете и дека имаме и авиони, значи во секој момент можеме да ги активираме авионите, меѓутоа сега до 15 мај негде се на ремонтирање, само еден е достапен. Тие две авиони ќе се пуштат, ќе биде тука и ќе можеме да делуваме со тие авиони. Да. Здрав до сите. Јас денес ќе ви го презентирам извештајот за пожарите за 2025 година во Кичево. И вкупниот број на сите месеци од пожарите е 197. Која што би можеле да ја дадеме како помош во случај да имаме некој поголем пожар, во случај да имаат потреба пожарната од дополнителна цистерна или да имат повеќе пожари во ист момент, ние стоиме на располагање со таа цистерна да помогнеме. Исто така може да помогнеме со механизација